Алчниот дрозд. Во едно мекичко и удобно гнездо си живееа 4 пиленца на дрозд. Од зори до мрак мајка им леташе од гнездото и назад за да им донесе на пиленцата бобинки, овошје и мали инсекти. А пиленцата растеа здрави и силни. Сепак, најстарото пиленце не беше задоволно. Секогаш истата помеја. Кога ќе научам да летам, самото ќе се избирам храната. Си мислеше малото пиле секој пат кога мајка им ќе им донесеше инсекти кои тоа не ги сакаше. Откако му пораснаа пердувите што му беа потребни за да може да лета, младиот дрозд и рече збогум на мајка си и на неговите братчиња и сестрички и одлета. Летањето беше возбудливо. Можноста да се избира што да се јаде беше фантастична. При еден негов лет, младата птица здогледа една грмушка преполна со плодови кои претходно никогаш ги немаше јадено. Големите бобинки од мирта му се видоа вкусни и почна алчно да ги јаде. Потоа си помисли, утре и да врне и да вее, ке се вратам и ке јадам пак. Арно ама, еден ловец на птици, кој се криел зад грмушката, виде колку многу дроздот ги сака бобинките од мирта и реши при првата можност да се обиде да го фати малиот дрозд. Потоа отиде да приготви лепило од имела, со кое ги намачка гранките на грмушката. Следниот ден, веднаш што малчната птица слета на миртата, се залепи за лепилото од имела. Не можејќи да се ослободи, мафташе силно со крилата, но колку повеќе мафташе, толку повеќе се залепуваше. Помош! Помош! Извикуваше во паника. За среќа, ветрот ги однесе оченичките повици за помош на малиот дрозд до мајка му, која на брзина долета за да го спаси. И успеа да го ослободи од лепливите гранки. Потоа, пригрнувајќи го предупреди. Внимавај, затоа што можеби еден ден твојата преголема алчност ќе ја платиш со својот живот. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете што сакал најмногу да јаде дроздот или која приказна сакате да ја чуете следна.